Почитувани, во рамките на неделните интервјуа на Инбокс 7 разговараме со Симонида Кацарска од Институтот за европски политики. Господја Кацарска, идната недела предстои европскиот извештај од кој ќе зависи почетокот на преговорите со Европската Унија. Голем дел од европските дипломати, тука ќе го споменам еврокомесарот Јоханес Хан, постојано повторува дека нашава земја заслужува да ги почне преговорите со Европската Унија. На истиот став е и евроамбасадорот Жбогар. Дали Европската Унија ќе остане на ветувањето што го даде минатата година, дека оваа година во јуни ќе ги почнеме преговорите со Европската Унија? Видете, ветување од Европскиот совет само по себе немаше дека ќе се почнат преговорите, имаше дека сме на пат да ги почнеме преговорите. Несомнено е дека Европската комисија, бидејќи го споменавте комесарот Хан, ќе препорача почеток на преговорите во извештајот следната недела. Меѓутоа, како што знаеме, таа одлука не зависи од Европската комисија, туку зависи од одлуката која што треба да ја донесе Европскиот совет, односно земјите членки. Она што е очигледно е дека земјите членки пред европските избори кои се одвиваат следната недела и пред извештајот на Европската комисија нема да го дадат својот став, иако веќе чувме минатата недела дека Германија и нивното министерство за надворешни работи бара од Бундестагот веќе поддршка за почеток на преговорите како со нашата земја, така и со Албанија. Одлуката, значи како што споменав, ќе биде предмет на разговор на земјите членки врз основа на извештајот и она што го очекуваме е тоа да се случи во јуни или некаде во текот на летото оваа година. Ја спомнавте Германија, каква ќе биде улогата на Германија и Франција тука, кои што знаеме дека се едни од гласните достапници на тоа дека не треба да се проширува Европската Унија? Видите, аз тука не би се сложила дека двете земји се застапници на тоа дека не го поддржуваат проширувањето. Напротив, во изминатите неколку години Германија и нејзините политички елити застанаа на страната дека мора да се помогне повеќе на овој регион за да се интегрира во ЕУ. Франција, од друга страна, има поголеми сомнежи или има поголеми очекувања, веројатно, во однос на тоа колку треба да биде сторено пред да почнат самите преговори, а воедно и какви реформи треба да се извршат внатре во Европската Унија, пред да се говори за проширувањето. Несомнено е дека таа оска помеѓу Франција и Германија е клучната во Европската Унија, особено со оглед на тоа дека Обединетото кралство веројатно излегува и ние ќе мора да работиме со овие две земји и тука мислам пред се на Франција, бидејќи ставот на политичката елита во Франција во моментот е многу подсврст во однос на тоа дека треба да се случат многу повеќе реформи и на страната на земјите кандидатки, вклучително тука и нашата земја. Меѓутоа, она што многу загрижува е повторното отворање на дебатата дека треба да се направат големи реформи внатре во Европската Унија пред да се говори за проширување. Така. Клучно прашање е усвојувањето на законот за јавно обвинителство, односно за специјалното јавно обвинителство. Овој закон се уште нема договор за него, се уште нема ни најава дека ќе биде усвоен. Што ќе се случи доколку не се усвои овој закон пред јуни и какво влијание ќе има тоа што немаме многу големи реформи направено, не само во судството, туку и во поголем број сфери од општеството? Видете, значи, првен за законот за специјалното јавно обвинителство, односно модалитетот во кој истото ќе биде вклучено во системот на редовното јавно обвинителство. Несомнено е дека ова во моментот и од страна на земјите членки, ова прашање е тоа што се издвојува како прашањето кое што би требало да се реши пред да се донесе одлуката за почетокот на преговори. Се очекува дека до јуни, барем до самитот, бидејќи веќе за да влезе веројатно во европскиот извештај треба да биде донесен денес или утре или до крајот на неделава. Тој закон е исклучително значаен бидејќи има импликации во однос на владењето на правото, меѓутоа и поради тоа што самиот е значаен за да може да покажеме ние дека имаме досие на постигнувања во она што Европската Унија го вели случаи од висок профил, случаи од висока корупција, бидејќи кај нас всушност клучните случаи кои што во последно време се релевантни за ова прашање се водат од страна на специјалното јавно обвинителство.
Така да несомнено е дека ова е во овој момент, имајќи во предвид дека говориме за многу краток период, клучното прашање кое што ќе придонесе, чието решавање ќе придонесе за да ги убедиме скептичните земји членки во однос на владењето на правото, како што е Франција, меѓутоа и дел, и тука спаѓа исто така и Холандија, од она што веќе го знаеме, како и Данска. Така да мислам дека ова е веројатно последната точка која што може да се испорача пред одлуката за преговорите. Периодот што следи е малку комплициран, значи ќе има избори во Европскиот парламент. Колку овие избори ќе влијаат на интеграциите на земјава во Европската унија и дали по нив може да се очекува европските врати малце да се подзатворат? Секои избори за Европскиот парламент се значени и ова е всушност моментот во кој што ќе се одреди во која насока ќе се движи политиката на Европската унија, вклучително и за прашањето на проширување во наредните 5 години. Европскиот парламент историски добива се поголемо значење во сите политики на Европската унија, како и во процесот на проширување. Она што е за нас важно е дека всушност Европскиот парламент има голема улога во изборот на идната комисија, како нејзиниот председател, така и нејзините членови, вклучително и на кој да е комесарот или комесарката која ќе биде одговорна за проширување. И дополнително, историски гледано, парламентот е институцијата во ЕУ која што е најмногу го поддржува проширувањето. Сега, изборите се важни, бидејќи доколку парламентот и неговата структура, членовите, се движат многу повеќе кон крајот на политичкиот спектар, односно припаѓаат повеќе на популистичките партии, дали е тоа крајната левица или крајната десница, овие партии многу помалку го поддржуваат проширувањето. Така да ние се надеваме дека она што ќе биде позитивно сценарио за нас е во Европскиот парламент да се направи коалиција која што ќе колку толку се уште ќе се задржи на поддршка на проширувањето како идеја за Европската унија, бидејќи тоа самото по себе е прашање кое што веќе се поставува се повеќе во политичките елити. Што ќе биде поволно за нас? Видете, поволно за нас ќе биде барем традиционалните партии во која е возможно мера, односно Европската народна партија и социјалистичката да задржат некое мнозинство, иако знаеме дека тука како клучен одлучувачки фактор ќе бидат либералите и Зелената партија, и колку што е можно помалку да влезат партиите кои што воопшто го спорат постоењето на Европската унија, кои што се анти-ЕУ настроени, од кои што имаме доста голем пораст во Европската унија во последно време. Колку ќе има влијание приликите што се случуваат во соседските земји, тука мислам на Албанија и на секако и на случувањата Србија, Косово. Нас не гледаат како во пакет со Албанија. Колку тоа ќе има влијание за почетокот на преговорите со нашата земја? Ето, првично, мислам дека перспективата на ЕУ и на низините граѓани, а веројатно и на политичките елити да ги гледаат сите овие земји како пакет, не само Македонија и Албанија како пакет, туку како регион, поради што случувањата во регионот се исклучително важни во однос на имиџот кој што самиот го носи. Западниот Балкан или Балканот генерално нема исклучително позитивен имиџ во Европската унија и земјите членки, поради што сите мораме да работиме на тоа и е многу тешко за една земја да излезе всушност од таа веќе формирана слика. Во нашиот случај ние се разгледуваме заедно со Албанија. Тоа е пакет кој што постои повеќе, кој што е концептуален, бидејќи одлуките за почетокот на преговорите се, например, одлуката во Бундестагот која што спомнав претходно, ќе бидат засебни. Значи ќе постои одлука за нашата земја, ќе постои одлука за Албанија. И во тој случај, значи, постои можност за така наречено раздвојување, иако несомнено е дека од почеток ние сме во одредена форма на група со Албанија. Сепак тоа не сме нас да ни одзема надеж или да сметаме дека сме во овој случај дека нешто ни е одземено, дека повторно има некоја форма на неправда, бидејќи сепак земјите членки мораме ние самите да ги убедиме земјите членки дека Република Северна Македонија направила доволно за да може да ги започне преговорите, а имајќи го во предвид решавањето на прашањето за името, кое што
беше неверојатен достиг, бидејќи никој од нас не веруваше дека може да се случи. И испорачувањето на клучните закони во правосудството креира доволно портфолио за да може да се мотивираат земјите членки за оваа одлука. Што се очекува во Европската Унија и каква ќе биде судбината со Брексит? Видете, веројатно за тоа не треба на сите кристална топка. Она што го чувме вчера од Тереза Меј, британската премиерка, е дека повторно дека таа има нов план за Брекзит кој што се базира на оригиналниот договор кој што беше договорен со Европската Унија. Меѓутоа исто така се говори и веќе за потенцијален втор референдум на тоа прашање, што значи дека веројатноста да се стигне рокот за 30 октомври е многу мала според мене се уште, или пак се повеќе се зголемуваат шансите за така наречен Брекзит без договор. Сепак мислам дека за нас ова прашање ни покажува дека и начинот на кој модалитетот на кој што се водат преговорите за излез на Велика Британија од Европската Унија, дека оваа заедница е исклучително важна и дека веројатно е подобро да сте во неа отколку да сте надвор. Така. Господја Кацарска, ви благодарам за интервјуто. Вам почитувани, благодарам што не следевте.